Македонски медиа сервис. mms.mk. Добре дојдовте во студијата на Канал 77. Во Македонија сте речиси една година. Како оценувате состојбата во земјава во услови кога во светот имаме пандемија? Се случија радикални промени и во светот, и во регионот, па и во земјава. У Македонiji sam nepunih godinu dana. Да, во Северна Македонија сум неполна година и во тој период беше многу интензивно од вашата техничка влада која што се подготвуваше за избори кои што требаше да бидат во април, па до одлуката за отворање на преговорите, па пандемијата која нели го шокираше целиот свет, па до новата влада. Со еден збор во еден краток период со многу настани. Секој од нив е посебно сложен процес кој бараше многу. Вонредната ситуација во која земјата беше речиси 3 месеци, пролонгирањето на вашите избори. Можам да кажам дека сум позитивно изненадена како власта се справи. Добро го одработија техничкиот мандат, техничката влада чија што примарна задача беше да ги организира изборите, се избори со пандемската криза која што за секоја влада беше шок и од здравствен и од економски аспект. Така што според мене тоа е добро одработено организацијата на изборите, брзо воспоставената влада и еве сега државата и владата со своите приоритети оди напред, а Хрватска ја поддржува покрај одлуката која е добиена со заслуга на Хрватска. Сега продолжуваме и со поддршката да ги отвориме преговорите на првата меѓувладина конференција. Во една прилика рековте дека сте посебно горди што Македонија за време на преседавањето на Хрватска доби одлука за почеток на преговори со Европската унија. Како го оценувате најновиот извештај? Според вас колку е тој реален? Izvještaj je posljedica svega što se dogodilo u Makedoniji. Извештајот е последица на се што се случуваше во Северна Македонија. Извештајот е позитивен на тоа што доаѓаше и лично Вархели да го презентира. Според мене е показател дека ЕУ и Брисел го препознале правецот кон кој почнал да се движи официјално Скопје. Тоа значи јасна одредница членство во ЕУ. Затоа велам со брзо воспоставената власт, јасните приоритети, Вархели прати пораки кои се содржани во самиот извештај за напредок, зашто и ние амбасадорите бевме повикани да го слушнеме говорот, клучните пораки на Вархели во собранието и тој рече ова е дом кој е клучен во натамошниот процес и тоа значи дека оваа земја треба максимално да се посвети на реформските процеси, борбата против корупцијата и сето она што е потребно во пристапниот процес. Голема подршка на хрватската заедница во Македонија. Најавивте дека за време на вашиот престој како амбасадор ќе работите на тоа хрватите во Македонија да станат уставна категорија, со што би се подобрила нивната вкупна положба. Какви активности имате преземена на овој план? U tom smislu Напредокот е во таа смисла што после долго време и пред да дојдам јас овде, почна со работа меѓувладина комисија за заштита на националните малцинства. Генерално, малцинствата се нешто што го збогатија секое општество. Хрватска има многу високи стандарди, значи кога се во прашање заштитата на националните малцинства и тоа е еден од тестовите за демократска зрелост на секоја држава и општество, да не зборуваме ако земјата е одлучна да стане членка на ЕУ. Значи без разлика на бројноста, тие малцинства треба да имаат еднакви права како и оние најбројните малцинства, па од тој аспект се залагаме од првиот ден и хрватската заедница во Северна Македонија да биде препознатлива, да биде субјект и социолошки и политички. Верувам дека и предстојните посети кои ги имаме, таа на министерот Османи во Загреб, наскоро и председателот Пендаровски доаѓа во дводневна службена посета, исто така во Загреб, ќе биде еден добар старт за реализација на сето тоа што сакаме да го постигнеме. Како оценувате билатералната соработка? Една анализа објавена овие денови вели дека во Македонија има 232 хрватски компании. Хрватска и Северна Македонија. Хрватска и Северна Македонија имаат одлични односи, ние сме во докажани пријателски односи, значи тоа не е само декларативно, немаме некакви отворени прашања, не сме директно соседни земји, но сепак имаме одлични билатерални односи. Имаме добра соработка во областа на размена на искуства и знаења во твининг проектите. Еве, идната недела и 13-тиот проект официјално ќе биде отворен. Многу сме активни. Единствено полето на кое не сме толку активни е економија. Тука сепак ја интензивиравме работата, отвораме хрватски бизнис клуб и навистина воспоставивме одлична комуникација со државниот врв во областа на економијата и верувам дека тие резултати ќе бидат подобри. Како ви се допаѓа културата и традицијата и храната во Македонија? Прочитав дека сакате да готвите само хрватска храна или сакате да експериментирате?
Pa ja kao južnjakinja, iako sam otišla davno iz svog rodnog kraja, jeli, Со оглед на моето потекло од јужниот дел на Хрватска, иако таму заминав одамна, сепак ми е близок тој јужнички менталитет. Тука препознав една дуковитост и привилегија што ја имате за еден помирен начин на живот. Тука имате потенцијал за здрав живот, имате земјоделие, храна, гастрономија. Имате прекрасни ресторани, културни содржини. На мене ми е жал што во текот на изминатиот период поради пандемијата во онредната состојба не можев да видам повеќе. Немаме јазични бариери, добро се разбираме. Генерално природата е прекрасна, од она малку што имав можност да го видам. Треба да брендирате некои работи, Охрид е прекрасен, музика во секој ресторан, вие сте весел народ, сакате да уживате. Дали научивте да готвите некое македонско традиционално јадење? Тавче, озбилно, гравче, тавче сам радила. Да, правев тавче, гравче и секогаш си го поставувам прашањето зошто јас не можам да ги направам салатите така вкусни како во рестораните. Сакам да готвам и ми се случува толку многу да се внесам во кујната и готвењето, па да не го слушнам ниту мобилниот телефон. Верувам дека ќе научам да правам некои од јадењата на македонската кујна. Македонски медиа сервис. mms.mk